некои индиски племиња од Хималаите. Да. Само да се одвојуваме од Българија. Што повеќе и повеќе. Затоа што валку ве слушам, ви гледам човек што живеел во Америка, кога викате зошто да не се поздравуваме дека сме браќа. Не сакаат тие да ве слушнат дека сте браќа. Добре, какви сме? Треба со нив да застане. Немаме ли една мајка? Добро, дали вие имате контакти до сега со македонски учени? С македонски учени не сем имал контакти. Цел живот ви поминал, не сте имале контакти со македонски учени? Имам контакти с немски и с американски учени кои работат по македонски проблеми. Както споменахте Фридман, също познавам се Стефан Тропс, който пише по македонски работи. Има такава една тенденция, тези, които ходят специално и се разкарват и са или на услугите на Матица Сръбска, или издават им книгите в Македония и се ползват с почит, те гледат с недоверие своите колеги от западния свят, които не ходят в Скопие. И то аз не съм ходил в Скопие, понеже не съм имал възможност, не съм бил поканен, а пък с голямо удоволствие бих отишъл. Но треба некој да ве пречека, некој да ве покани. Аз не страна от... Да, аз не мога да се натрапа, да отида в Македонската академия на науките и да кажа, ето аз искам да изнеса лекция. Не може. Не можете, затоа што сте од голем маштаб историк. А тие се фалсификатори од најнизок вид. Меѓутоа, народот го држат и го плашат. Затоа што знаете како не учат наставно. Дека Македонија е обиколена со 4 вълци. Да. Србија, Българија, Албанија и Българија и Грција. Да. Кон Србија најмалку нормално се збори. Откаде иде таа идеологија. Но сега од тие 4 вълци, 2 веќе се в Европејскиот сојуз, Грција и Българија. Значи не се вълци? Не знам. А тие продолжуваа со старата песна. А трите вълци се веќе во НАТО. Албанија, Българија и Грција. Да. Но македонизмот продолжува и овој безизлезна македонизмот не знаеме во што ќе се роди, но факт е дека му се бројат деновите најпосле. Јас така мислам. Од вашите уста, Божите уши. Да, и би требало. Защото тоа е добре најмногу за самите македонци. За нас. Когато това се получи, тогава Македонија ще е излезла од архаичноста, од примитивизма, од балканската суматоха, од всички шашми и ще влезе в модерноста. Тя ще види модерния свят такъв какъвто е, а не такъв какъвто на нея се натрапва и то пак отвън. А дали сваќате дека в Македонија има над 40% невработеност? Тоа е катастрофа. Најголемата невработеност во Европа е тоа. Аз правя периодични отчети, 3-месечни, за Иван Николов и за България и Македония, за положението на Балканите. Те са икономически анализи. И последния беше 36%. Тоа е официјално. Да, официален 36%, понеже моите сведения са от ЦРУ. Аз не ги взимам от европейски източници, нито от източници на страната. Тоа е. Нали за мен ЦРУ е најдобре осведомената разузнавателна служба. Тоа е Македонија. И когато се съпоставят, се вижда. Јас би сакал полека горките хора, за тях е време да излезат от старото и да влезат в новото. Сигурно. Да махнеме потурите и да сложиме панталони. Најпосле. Но Македонија ќе биде алката која што последна ќе пропаѓа. Каде што последно, после Берлинскиот зид, ќе пропадне стариот начин на размислување и систем. Очигледно, најубаво тамо се има расширено удба за овие 100 години. Јас би сакал од режијата полека да ги пуска телефоните, да позборуваме, ако можат, и гледачите со нас. Тие се сепак врховни професори, нели? Да, ние многу говорихме. Ние многу говориме и имаме уште малку време, но ако сакате од режија, пуштете го третиот прилог. Би сакал внимателно да слушате, професоре. Тоа е разговор со Александар Коцарев, едно младо момче од Скопје, по потекло од прочуена охридска българска фамилија. Слушнете што ќе ни каже. Потомок на прочуената охридска екзарскиска фамилија од Охрид, Коцареви, и сака малку сепак за таа историска линија во неговата фамилија прочуена да ја слушнете, со првото, може би и непријатно, но битно прашање. Коцаре, од вашите предци, колку луѓе биле в затвор за ВМРО, за българската кауза? Па, првен голем поздрав до зрителите на СКАТ телевизија. Това е старо патриотско семејство, што викат во Македонија бугарофили.
малку смешно, да почнеме со една смешка. 72 години каторжен затвор има дадено семејство Коцарев. Сите заедно. Илија Коцарев бил кмет на града Охрид, кој што бил првиот адвокат во Македонија, завршил во Цариград. Илија Коцарев е суден на 20 години. Владо Коцарев, Спиро Коцарев, Љупчо Коцарев, известниот, кој што беше угостител, кој сега починат мој стрiko, и баштами Сава Коцарев на 6 години каторжен затвор. Мислам дека тоа е најмногу од Република Македонија заедно едно семејство. Тоа и не е убаво да се надпреваруваме кој колку бил во затвор, но има многу такви фамилии во затвор. Но сакам да ме подсетиш на една работа што си кажувал за твојата фамилија. До кога ти не знаеше и како дозна дека твојата фамилија се българи и како се случи тоа на матурската вечер? Јас до матурската вечер ми беше забрането да било што... Полека, само заради зрителите, за да те разберат. На матурската вечер прв пат ми беше соопштено дека татко ми бил во затвор, јас мислев дека е тоа поради криминал. Па тогаш бев мал, ми објаснува тоа било политички криминал, родни ни тие толку разбира. Аз на 18 години почнав да се интересувам за работата. Многу читав и за Тодор Александров и за целото револуционно движение. И едноставно мора да кажам дека комунизмот беше катастрофален за патриотските фамилии. Можам да кажам дека и до ден денеска. Од 45-та до ден денеска. За најбројното население славјанско во Македонија. Каква е траумата во вашата фамилија кога седнувате на разговор, кога се сретнува со братучеди? Многу трауматично. Секој разговор е за предците како биле во затвор, дали ќе се смени нешто, многу травматично детство и младост. Се плашите да не ве чуваат што зборите цело време? Да. Се пазите на телефон што зборите меѓу себе? Да. И апсолутно. Сепак тоа не е нормален живот. Па мислам дека не е демократски. Ако стремиме кон членство на Европейскиот сојуз и НАТО алијанса. Сепак еден тврден е вашата фамилија. Вие сте обстојале. Татко ти после затворот, 6 години, завршува правен факултет и е најпрочуениот македонски адвокати, 60 години, што го брани пред се адвокатското право во Македонија. Точно. Мислам дека токму поради тоа што бил во затвор, он се определи за адвокатура и не постои патриот кој што му помогнал, дали на ниво на консултација, дали на ниво на одбрана. Мислам дека блестијащ пример на патриотизам. Дали чувствуваш дека тоа и како семејство може да биде валоризирано, не значи економски, вие сепак се заможна економска фамилија, дали историјата го обработила тоа? Јас мислам дека на вашата фамилија можат луѓе да докторираат. Јас мислам така, меѓутоа не освен ретки автори како господинот Младен Србиновски, никој друг не се заинтересирал да напише нешто или да каже по медиите за таа фамилија. Добро, ова е прво представување на коцаревците пред пошироката и българска и тукашна јавност. Многу ви благодарам на поканата. Јас ми се надевам дека ќе ни бидете гостин на Скат телевизија. Се надевам, благодарам. Ќе нема никаква бариера за да се разбереме, особено емотивно со нашите почитувани гледачи. Само уште едно, ако можам да кажам, апелирам до општествената јавност, до медиите, до научниците и до политиците сега кои со најголемо влијание да направат една стратегија за инвестиции, за економски развој во Македонија. Ако можат другите страни, поготово Грција и Србија, Българија треба да биде најголемиот, најсилниот инвеститор економски во Македонија. Ете, професоре, верувам дека сте потресени од овој прилог на ова младо момче. Да, но неговото семејство, неговата фамилија е многу известна. Многу известна. Тој не се прквал никаде. Тој го има вътре во себе си. Да. Нали, дадо му, мисля, бил последниот кмет на Охрид. Да. 41 година. И татко му е прочуен адвокат. Да, Скопје. да. Тој е легендарен, тој ги брани најтешките вижте, случаи, особено политичките случаи. Затоа што бил затвор. Ете, гледате, 72 години, колку кажа, ниту убиле некого, ниту направиле, ниту украле некому, 72 години затвор, само затоа што се българи. Но колку хубаво това младо момче, тој израсал в македонска школа, македонско училиште. Тој е взел висше образование, ако има в македонски университет. Да, најдобар студент на правен факултет. Значи нещата не се толкова лоши. Ако има млади хора които не дека не ги разбираат младите хора, не дека не го разбираат или на интернет ова кој го видат. Еве јас слободно, пак уште еднаш велам,
ова предавање нека го земе која сака телевизија. Разбира се, нека го пусне, никој ништо нема да интереси никакви тантиеми. Нека видат дали со омраза ја водам ова емисија, ова предавање јас, или го псујам јас македонизмот или мојата Македонија. Да видат дека што всушност прават, но секогаш желатот се плаши да се види сами од себе. Секогаш жртвата му подава рака. Дали видовте, момчето вели на 18 години кога завршило гимназија, кога одат абитуренти, така казвате ги тога, матуран, и тогаш ослушнал од некое друго момче, тој му кажал на оној татко му беше в затвор со мене. А тој бил в затвор, лопов, тој бил за криминал, а овој бил политички Саво Коцаре. И овој му казва на матурската вечера, му казва, татко ти твој бил затвор. И овој се разошарал, како татко ми, а тие сепак се, зашто е добар адвокат, имаат пари, било добро обречено, тој е фино момче. А тој е престапник, криминален. Да, не престапник. Имено, знам. Момчето од татко престапник му кажува за таткото. И овој прв пат слуша дека неговиот угледен татко адвокат бил в затвор. И овој идва од после вечерата, нели, сабања, утрината, и дома прави скандал. Зашто си бил затвор, да ми кажеш? Всушност, најголем момент на неговото возраснување, професор. Тој 18 години возраснал со таа свест за татко му кој е и неговата фамилија. И тие чекај, полека, што ти каже, ама немој, ќе не слушнат, немој се слуша, ама не вака, полека, и му кажуваат дека тој не е криминалец татко му. И тој почнува да чита. До 18 години тој не знае во таква българска фамилија дека неговата фамилија е таква. Исцело, не само неговиот башта. Ето, вие ме питахте дали хората в Америка знаят за Македонија. Ако това нещо, ако това предаване е в Свободна Америка, никой няма да поверува, си помисли, че е пропаганда. Как е възможно в 21 век, да има архаични неща, да има остатъци на примитивизъм и на безкултурие и на абсолютна регресия и на задничивост. Нещо, като... Јас инаку морам да се пофалам сега валка пред вас. Ние мораме од провинција малку да се пофалиме пред хората од големиот свет. Јас ова го имам напишано и овој случај во мојот роман Шашма, којто се чита Македонија многу инаку. Не се рекламира, но тоа е најчитаниот, и јас сум многу читан автор в Македонија. Да, чувал сам за вас, ви сте многу известен. Ви сте многу поизвестен отколкото нали, тие хубави хвалебствени неща, които казахте по мојот адрес. Аз съм нищо в сравнение с вас. Вие сте... Не, защото вашето слово прониква насякъде. А моето ще проникне между научни среди, между хора, които се интересуват. Добро. Знаете, односот меѓу науката и уметноста е друга. Дионизиски, аполониски. Ете, слушнаме навистина еден прилог кој што треба да го пуштиме и друг пат, кој заслужава историски за оваа фамилија. Затоа што кога царот Борис оди во Охрид, треба да кажеме, тој во нивната фамилија престојува. Тие со неговата баба, царицата Јана, пие кафе и го гледаат Охридското езеро. Тие се тие оние граждански фамилии кои што ги уништуваше комунизмот, македонизмот, особено, нели? Аз имам в моите архиви, точно вчера след обед гледах влизането на българските войски в Охрид и предаването на властта от германския полковник на българския генерал и господин Коцарев беше, който прие немското знаме и каза, че той ще го държи в своя дом и всичко. Нали, той е 7-минутно филмче. Така. Јас го немам видено, но нека се пушти по интернет, пуштете го, треба да го видиме. Нема потреба да се крие тоа. Добро, сега една јамка сепак се собира околу македонизмот. Вака не оди. Колку да издржува тој, колку да сме издржливи ние како власти, македонизмот пропаја. Може ли цел свет да биде непријател на македонизмот? И Европа, и Америка, и Запад, а почнуваме да се дружиме со Уго Чавес, со Гадафи, со некои такви држави, нашиот премиер прави отношенија, само да бега од Европа. Ма, господин Сербиновски, ви сте многу добър човек, ви сте идеалист, ви сте невиден. Чужите сили, особено по-големите сили, те не се интересуват от това, кое е право, кое е криво, а дали е в техни интерес или не.
Ви виждате, те поддржаха Шаха до последниот момент. Поддржат Мубарак до последниот